Локалните избори влегуваат во својата завршница, но ќе бидат ливовет во предвремени парламентарни избори. Ќе се барали освоените гласови и распределбата на моќта по вториот круг од изборите, особено меѓу политичките партии на етничките албанци, да биде потврдено и на парламентарни избори. Во меѓувреме, каква реконструкција и проветрување ќе има кај партиите и коалициите и ќе значи ли тоа суштински промени на Илинденска, Бихачка и во Мала Речиса, но и во таборот на Вреди, кој ќе биде критериумот по кој ќе се определи вистинскиот победник на изборите, бројот на освоените гласови или освоените градоначалнички и советнички мандати. Освен поместување на политичката сцена, ќе предизвикаат ли овие локални избори промени во начинот на водење на политичката кампања во иднина? Добра вечер, јас сум Тамара Грнчаровска. Почнуваме со вечерашната топ тема, но пред да ги представам моите гости, да го погледнеме првиот блок реклами. Почнуваме со топ тема, само неколку часа пред прогласување на изборниот молк за вториот круг од гласањето за локалните избори. Со моите гости ќе проанализираме како беше она што се случуваше досега, но и што може да се очекува според она што се досега резултатите и по вториот круг, какви поместувања на политичката сцена. Со мене во студиото се господинот Марко Трошановски, директор на Институтот за демократија. Добра вечер. Добра вечер. Господинот Сефер Селими, основач и директор на Демократска лабораторија. Добра вечер и за вас. Добра вечер. А онлайн го имаме од Брисел господинот Бојан Кордалов. Бојан, добра вечер и за вас. Виш експерт по стратешки комуникации, директор на Европскиот центар за извонредност. Дали добро се слушаме? Одлично ве слушам, сега ми вие мене поздрав. Да. Голем. Веднаш ќе почнеме, господине Селими, ќе почнам со вас само на неколку часот, како што реков пред почетокот на изборниот молк. Како би ја оцениле целата кампања досега, значи за првиот и за вториот круг од изборите и политичката атмосфера која создадоа политичките партии за потрката кој ќе освои локалната власт? Ја мислам дека ова кампања и овој изборен циклус не наликуваше воопшто на локални избори од сите страни, посебно почнувајќи од тоа дека самиот премиер ја дигна топката на ниво каде што сакаше политичка пресметка со политичка партија, тоест со Дуи Али Ахмети. Негова главна цел во овие избори беше, како што он самиот и декларираше дека ќе го пензионира Али Ахмети и Дуи ќе иде во опозиција. Тоа го стави тонот во оваа изборна кампања. Беше и повеќе од јасно дека во повеќето од општините каде што има меѓу македонска трка, да кажеме така, беше јасно кој ќе ги победи овие избори, така да на тој начин немаше премногу фокус во општините каде што македонците се мнозинство, поради тоа што беше јасно пред да почнува трката дека таму е завршена локалната трка помеѓу ВМРО и СДСМ. Не беше јасно која ќе биде втората партија, што и се докажа дека левица почнува да влегува во терен на СДСМ и да биде како алтернатива на СДСМ и на како трета опција за македонската политичка сцена. А од друга страна, јаката борба или јакиот надпревар помеѓу албанските политички партии помина, да кажеме, во жестока расправија. Ја не памтам досега да имаме ваква жестока и жесток дискурс, но тоа што е загрижувачки е дека имавме преголема инвазија на политичка пропаганда и дезинформација. Значи, црна кампања од размери што не е здраво за никое општество, која ќе донесе долготрајни последици и за демократијата,
но сигурно дека тоа ќе влијае и да ги обезхрабри младите луѓе да се вклучуваат во политичките процеси. Такви оцрнувања, такви дезинформации, такви пропаганди што ги надминуваат нормалните политички процеси. Како прво. Како второ, мислам дека ние го надминавме секој лош стандард поставен досега за изборен подкуп, вклучувајќи и класичен изборен подкуп со материјални средства, но и тешката злоупотреба што беше искористена со унгарскиот кредит, каде што гледавме цела кампања водена со промоција на проекти кои се финансирани од влада. Тука се помешаа и држава, и партија, и градоначалник, и кандидат. Значи имавме такво грубо нарушување на тие принципи на фер и демократски надпревар, што надвор сите можни стандарди досега. Не беше случајно што ние воведовме во минатото прописи и закони каде што беше забрането промоција на вакви јавни инвестиции, поради тоа што искуството од минатата влада предводена од господинот Груевски беше препознаена по лопата и почнување на јавни под притисок од надвор. Сега во овие избори, значи такво грубо нарушување на тој принцип е нов стандард, нов лош стандард, што ќе треба добро да размислуваме како ќе му пристапиме во иднина. Поради тоа што денеска еден дел од овие политички партии е во влада. Утре ќе бидат други политички партии. Ова не е здраво ни за демократијата, ни за демократското надпреварување за гласови на граѓаните. Господин Трошановски, како вие би го оценила она што се случуваше изминатиот месец и дали на овие избори партиите не штедеа на реториката ако не сме ние, ќе има пропаст, значи ние сме тие кои ќе ги спасиме граѓаните, ќе нема утре, но дали актуелната политичка состојба во државата остави доволно материјал за такво нешто? Порано го имавме промена на името, па уставни измени, па бугарите во уставот. Дури сега и Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија, помина и замена од Скопје со порака на платформата X, без изјава поради изборите, така да и Европската унија не беше некаква тема на изборите, а сите оде од тоа дека ако не победиме ние, ќе биде крај. Мислам дека не е новитет никаков тоа што како во избори, така и во сите речиси претходни локални избори, учесниците во политичката битка ги прегласуваат исходите за победа на прашање на живот и смрт. Мислам дека никогаш претходно не било поразлично, било исто. Секогаш локалните избори биле мерење на егата, суетите, рейтинзите и на политичарите и партиите за понатаму да се бара редефинирање во парламентарните избори, односно нови предвремени парламентарни избори. Така што од тој аспект нема ништо ново, за жал е тоа дел од нашата политичка традиција и култура на избори кои што немаат врска со централна власт да се мафта со централни теми. Иако би рекол прашањата кои што во претходните циклуси доминираа како пред се промената на името во најголем дел, сега не зафаќаат толку доминантен простор како што бевме навикнати порано, причина што сега е ВМРО на власт, не во опозиција би рекол. Така што имаше помалку такви предоаја на виктимизација, на сега ние сме жртвите, па ние ќе ве спасиме и така натаму. Од друга страна, што се однесува до изборните нерегуларности, се согласувам со Сефер дека се неприфатливи овие злоупотреба особено на унгарските кредити, кои што иако беа распределени горе-доле по повеќето општини,
сепак, значи, од нив има и опозиција и позиција, сепак беа искористени за промотивни цели во време на кампања и тоа не е окей, тоа се пари на граѓаните фактички со кои што се финансира нечија пропаганда партиска, така да тоа не е во ред. И постоја и други форми, меѓутоа големата слика ако погледнеме, можеме да кажеме дека ние имаме прилично консолидиран избирачки процес. Ги земете сите извештаи на ОДИХР од 2016-17 година промената тогаш на заробената држава, нели? И наваму генерално оценките се позитивни за изборниот процес. Секако има проблеми, финансирањето на рекламирањето на демократски фер избори секогаш првата реченица со која почнува. Меѓутоа да бидеме коректни, генерално се окей изборите, се извежбавме на некој начин. Не се пукаме, не се тепаме, нема големи нели подкупи, некои скандали од невидени размери. Останатото е во дел на политичката култура и тоа како самите политички партии ги одгајуваат своите членови во тоа да бидат бескрупулозни борци за нивната партија да дојде на власт, а не да бидат политички надпреварувачи или ривали со останатите партии. И тоа е така кај нас, за жал, се е прашање на живот и смрт. Така да тоа би го гледал во тој дел и ова последниот аспект од поларизацијата на дискурсот кај албанските партии очигледно се ражести до немајкаде, но исто така никогаш и претходно дуи немала горе-доле рамномерен политички ривал или помалку послаб, како сакате, ривал како до сега. И кога имате некој што реално ви е закана, тогаш и инстинктот за самоодбрана или за преживување е многу поголем кај секоја партија и мислам дека тоа се дополнително придонесе на радикализација на вокабуларот, да речем, и слично. Господин Кордалов, во топ тема пред изборите, очекувавте партиите, кога тоа беше некаде крајот на септември, очекувавте партиите кандидатите на овие избори да водат црна кампања. Ви се потврди ли ова и се водеше ли црна кампања или кампања на идеи? Што покажа овие избори? Знаете како партиите си играат со она нивно омилено правило дека лидерите ќе бидат тие што ќе бидат носители на така наречената црна кампања, така што во тој дел апсолутно ми се потврди. Во исто време ќе пуштаат информации, полуинформации од некакви избори кои што ќе бидат снимки, слично нешто стана пракса од пред 10 години, да се прави. Тука ми се потврди за жал тезата, не сум горд, но жалам поради тоа. И ги имавме кандидати кои што помалку или повеќе се држеа до локалните теми, освен некои мангупски комуникацијски финти, генерално се трудеа да ја презентираат својата програма и да дадат некаква визија за општините, односно за градот Скопје. Мислам дека партиите од првиот кон вториот круг веќе сватија убав туш. Студент ги полеа, не заради тоа што не се знаеше кој ќе победи, не заради тоа што не се знаеше кои ќе бидат фаворитите и што ги случи, и тоа затоа што гледаат која е пораката од граѓаните, која е пораката од гласачите за следните избори. Какви да бидат тие, се знае кој се следи. Пораката е дека ниту една партија за жал целосно не го положи испитот. Да, очигледно е кој го има мнозинството, очигледно е кој има довербата. Сега можеме ние да се пребројуваме на овој или на оној начин, и тоа фактите се тие. Но крајната порака во број на излезеност, во број на неважнички гласачки ливчиња, во одек на кампањата, како сакате да земете, пораката е совршено јасна дека нешто ќе мора да се промени. Црната кампања сватија, се надевам дека не е решението и се надевам дека многу брзо ќе видиме едно реструктурирање, бидејќи на овој начин партиите не можат да продолжат да функционираат, бидејќи ќе немаат иднина, ќе се промени целосно политичкото милје, тврдам повторно. Марко, нешто во контекст на ова што Кордалов слободно па да. Значи се согласувам апсолутно. Излезност, мислам, во бројот на неважнички ливчиња, она го кажував во неколку наврати изминатиот период. Бележиме голема прогресија од 2 изборни циклуса претходно. Значи пред 3 локални избори сме имали околу 11.000
потоа 17, па 32, сега има над 50 и нешто, што е и tekako доказ дека има незадоволство и е израз на револт кај граѓаните од тоа како партиите ја водат државата. Од аспект на излезноста, ние имаме меѓу највисоките излезности во регионот. Иако е 48%, споредбено имаме далеку подобро од Албанија, чија што излезност е меѓу 20 и 40%, подобра од Хрватска, од Словенија и така натаму. Значи, ако се земе по избирачкиот список каков ни е непрочистен и дека ги вкалкулирува и оние што живеат надвор од земјата, реалната излезност на популацијата тука е многу висока. Така да луѓето се вложени во избирачкиот процес, да, меѓутоа исто така оваа бројка на неважечки многу значи. И вториот момент е што негативната кампања по дефиниција не тера никој, не убедува никого да гласа, туку го одвлекува да гласа за другиот. Значи дополнително го бутка и ја бутка излезноста и довербата на луѓето во партиската понуда, би рекол, така да резултанта од таа пракса на негативна кампања е и ова нели се помала доверба што имаат граѓаните во политиката. Но дали партиите, тука не би се согласил со Бојан целосно, тоа ќе го видат како поука, не сум сигурен, бидејќи без оглед на дали колка ќе биде излезноста и колку луѓе ќе има разочарани, се додека тие победуваат, нема да имаат проблем дали легитимитетот го црпат од 100.000 гласа помалку или повеќе. Кога сме кај избирачкиот список, токму во после првиот круг, како и ти спомена Преска, исти се секогаш забелишките, меѓу другото и непрочистеноста на избирачкиот список, но сега беше напоменато дека треба да се прочисти од луѓето кои не живеат во местата, поточно во државата, да не можат да гласаат, но не знам дали ние до сега не го прочистивме од делот починатите, а не од тие што не живеат во државата, бидејќи и не знам и дали државата воопшто има контрола колку луѓе се иселени од државата и живеат на друго место. Господине Кордалов, ќе продолжам на темата која начнавме околу првиот и вториот изборен круг и вие тоа го споменавте, кажавте дека црната кампања повеќе ја водеа лидерите на партиите, но дали можете да направите некоја драстична, дали имаше според вас некоја драстична разлика во водењето на кампањата меѓу првиот и вториот круг? Јас она што успеав да го забележам за првиот круг беше повеќе насочено кон проектите, но како се зажешти битката за вториот круг, така почна да се вадат валканите работи и од фиоките за опонентите од другата страна. Дали имате и вие таков впечаток или не? Ајде да продолжам каде што застанав и со она што го дополни Марко. Проблемот е што партиите не да ја сваќаат пораката, ја сваќаат подобро од било кога. Сваќаат дека граѓаните немаат доверба во политичките партии. Тоа не е веќе статистика, не е тоа толкување, туку тоа е веќе факт. И факт е дека, ако ги погледнете и начинот на комуникација, и пораките што ги праќаат луѓето преку гласањето. Ако земете предвид анкети и истражувања, ќе видите дека луѓето или гласаат од некаков револт или од некаква обврска, нели од времето останато на највисока чест и должност да излезеш на гласање, или гласаат викаат знаеш како не е овој подобар и овој кради, овој лажи и така, ама ајде, што да правиме нешто да се преднечи едноставно, навистина ситуацијата е многу очајна. Ако нови избори не се увиде дека одредени политички партии заврши онаму каде што никогаш не завршували, не се тоа само едни. Тоа се повеќе партии, дека некои партии добија мандати и можности што никогаш ги немале, и ако не се јасни трендовите, тогаш тие политичари не можат да гледаат далекосежно, не можат да бидат политички елити, едноставно. Пораката е јасна. Политичкото милје се менува и таа вина имаат големите партии, зашто се ја прават самите на себе. Тие мислат дека кога водат кампања или кога водат политичка комуникација, дека буквално граѓаните се публика која што нема право ниту да каже нешто, ниту да се вклучи, туку дека граѓаните се само публиката на која што овие лидеришта треба да ја објаснат како да се чувствува, што да мисли, што да прави и покорно да слуша, само на денот на изборите да каже добро, сега формално ти ја носиш одлуката. И резултатот на ова што се случува е тоа. Така што не мислам дека не може да се извлече и дека нема да извлечат пуката. Мислам, можеби нема да извлечат.
Се е возможно. Меѓутоа, пораката и правецот е јасен. Погледнете ја само вчера, ако не се лажам, или завчера, Холандија. Погледнете ја Холандија. Погледнете ги другите земји. Значи, работите во политиката не се повеќе традиционални и нема повеќе традиционални политички системи. Во ниедна режиси земја, токи, не во ниедна сат останува и така натаму, меѓутоа работите брзо се менуваат. Значи времето е прединамично, средствата на комуникација се прединамични. Кај нас партиите не се прилагодуваат на тоа. Поуште со комоцијата, со државни пари да ги водат кампањите, тие не можат да испливаат на површина. И еве јас се обложувам да направите утре како телевизија анкета на улица и да прашате што граѓаните памтат оваа кампања, две пораки да ви кажат, јас ви гарантирам дека нема да знаат ниедна да ви кажат. Не дека не слушале, туку заради тоа што ништо не се истакнува, се заради ред и се заради нели да врти апаратот и да се заврши работата. Мора да се менува многу во политичката комуникација и јас сум убеден, или можеби сум непоправи оптимист, дека после овие избори таа работа ќе почне да се менува и тоа е последната шанса да се запрат процесите на целосно редефинирање на политичката сцена. Усен Селими, вториот круг од изборите ги стартуваше политичките пазарења. Дури е тешко веќе да се следи кој на кого во која општина се пазари за гласовите, бидејќи има дури такви непринципилни коалиции што во политиката не постојат непринципилни коалиции, мислам да не се лажеме, но така да ги наречеме, кои дури несватливо дека би можеле да се случат. Дали тоа може да наведе дека може да има изненадување во вториот круг од изборите, особено Скопје, Тетово, Кичево, Карпош? Што сметате, дали може токму тоа пазарење да направи некаква драстичен скок, бидејќи таму има и големи разлики во гласовите меѓу кандидатите? Сепак локалните избори по принцип се по-динамични и се многу по-локални. И коалициите претежно се градат и се одржуваат на локално ниво. Вие можете да гледате една коалиција која е сосема друга од коалицијата што може да биде на друг град. Значи, истите политички актери се впуштат во пазари, политички пазари и договарање врз основа на локалната динамика и локалниот контекст. И затоа за мене тоа не е неприродно, е очекувано и е историски така било и во минатото. Нормално дека тука во поголемиот дел се диктира таа коалиција од централната коалиција помеѓу политичките партии. Многу поприродно е опозицијските политички партии да коалиционираат помеѓу себе за во однос на владеачките политички партии, но во различни политички контексти се случуваат различни политички коалиции. И тука надвор и од политичките пазарања имаме и други коалиции, етничките коалиции, кои се случуваат во различни општини каде што трката се претворува од политичка во етничка трка. И тоа е случајот со Кичево, случајот со Брвеница, тоа беше случајот со општина Чашка, каде што граѓаните и коалициите се градат врз основа на етничката припадност, а не на политичката припадност. За мене, сепак, тоа се локални динамики и локален контекст кој овозможува такви коалиции, не принципиелни во повеќето од навратите, но ние само треба да се вратиме година и пол наназад и да видиме која трансформација ја имавме во политичката сцена. Имавме политички партии, посебно во албанскиот блок, кои беа се распадна од заедничка политичка партија, па после се обединија, па после се обединија со сосема друга политичка фракција, па таа политичка фракција излезе на друга коалиција. Значи имавме толку многу големи Оно што се случуваше во македонскиот блок пред 15-20 години. Да. И сега ја мислам дека после овие избори ќе не очекува уште една многу поддинамична политичка сцена и откако ќе заврши тој процес на ново форматирање на целокупната политичка сцена, ќе имаме политичка стабилизација и ќе знаеме кај одиме.
кај ќе ја водиме државата и кои ќе бидат принципите врз основа на кои ќе се подпираме ние како граѓани, а политичките партии ќе ја креират политиката. Очекувам, да бидам искрен, дека во некои од општиниве е можно да имаме изненадувања. Например, ако го следевте премиерот Мицковски, денеска во неговата изјава целокупната поддршка што го даде за своите коалициони партнери ги истакна, речиси сите освен Тетово. Дали ќе имаме поддршка во вториот круг од ВМРО ДПМН за господинот Касами, кај што имавме и јавно несогласување помеѓу премиерот и господинот Касами, ќе видиме во недела. Меѓутоа, не е неприродно да имаме вакви непринципиелни коалиции во локално ниво. Може ли да има изненадување во вториот круг? Ева, господинот Селими напомена дека Тетово може да биде изненадување. Ако се гледаат бројките, само мала увертира во ова, например, ВМРО ДПМН за советници гласови во Тетово добиле имале 4205 гласа, додека разликата меѓу господинот Касами и второ рангираниот за градоначалник на Тетово, господинот Бајрам Реджепи од Националната алијанса за интеграција ДУИ, и разликата е 3756 гласа. Дали можеме господинот Касами се пресмета кога излезе и повика на етничко гласање таму каде што се македонците во втор круг се влезени македонец и албанец како кандидати? Мислам дека после тоа ретарираше, така што тој мислам дека можеби брзо го направил во суштина, но дека судејќи по резултатите од советите, разликата помеѓу ДУИ и Влен во Тетово е еквивалентна на гласовите на ВМРО, кажува дека ДУИ и Влен се горе-доле пата во Тетово. Меѓутоа, верувам дека нема да има изненадување, иако тука се изедначени, бидејќи останатото мнозинство гласови во Тетово се на левица или на ВМРО Народна партија, а со оглед на симптомите на консолидација во владината коалиција меѓу ВМРО и Влен, на кои што сведочиме последниве неколку дена, мислам дека сепак ќе има делумна поддршка од страна на ВМРО таму во Тетово и дека Касами очекувам повторно да извојува победа, искрено кажано. Во Струга, она што гледам од резултатите, исто така 200 гласа води кандидатот поддржан од Влен. Таму е мала разлика. Таму е мала разликата, но нема кандидатот на коалицијата на ДУИ нема од кај да црпи дополнителна поддршка фактички за вториот круг, бидејќи повеќето гласови се веќе доделени или на левица или на ќура од страна на Влен симпатизерите и ВМРО ДПМН симпатизерите, другите се маргинални кандидати со по 100, 200, 500 гласа и повеќето се македонски кандидати кои што не верувам дека ќе се препознаат во кандидатот на ДУИ. Така да во Струга очекувам ќура да победи во вториот круг. Кичево интересна ситуација многу. Таму разликата е голема. Разликата е голема, да, но ако сведочиме пред минатите избори, гледаме дека има многу организирано носење на луѓе од диаспората, авиони. И овој повик може да... И така натаму, и тој повик може да влијае. Така што ако се гласа по етничка линија, збирно и во минатите циклуси, како што сум анализирал, албанските кандидати имаат околу 2000 гласа повеќе од македонскиот... Без диаспорат. Мола? Без диаспорат. Без диаспорат. Да, веројатно без диаспорат. Но сега, дали Влен ќе го поддржат Дехари во вториот круг и ќе гласаат по етничка линија или не, тоа тешко е да го знаеме. Верувам дека нема да се гласа по етничка линија, значи ќе се гласа за тој што мислиме дека е подобар, не за тој што е наш, ама малце тешко ќе нас со реторика да бидеме господари на своите територии и слично, да
да внесеме малце граѓанска свеска и мнозинството граѓани, ама тоа е што е. Скопје ситуацијата е, мислам дека чиста прилично, дека предноста што има Орце е недостижна. Верувам дека ќе се приближи ама малку, меѓутоа земено сите останати гласови на купче да се додадат на Амар, кои што во првиот круг не гласаа за левица, нема да се стигне предноста. Ако ги земе 28.000 гласа кои што Влен ги освои, кои што дел секако би отишле на контото на ВМРО поради нели предизборната коалиција, мислам дека тука ситуацијата е по-чиста, поизвестна. Кога сме кај Не, само мала рефлексија од тоа. Јас мислам дека во Струга, например, господинот Ќура го достигна својот максимум и поради тие непринципиелни локални коалиции, каде што од тоа што го имаме како информација, господинот Ќура дури имал локална необјавена информација со господинот Рамис Мерков, го има достигнато својот зенит, максимум. А од друга страна, мислам дека кандидатот на НАИ, господинот Далипи, има се уште потенцијал кој го нема искористено и поради тоа што во Струга има, не само во Струга, туку во целост коалицијата на НАИ не беше целосно консолидирана. И имаше премногу пречки во функционирањето на таа коалиција во целокупниот процес, целокупната кампања, поради индивидуалните и персоналните несогласувања помеѓу господинот Зијадин Села и господинот Таравари пред се. Сега мислам дека откако заврши првиот циклус, откако го добија таа порака, мислам дека веќе тие се повеќе консолидирани внатре како коалиција и имат многу повеќе потенцијал да исцрпат гласови отколку што има господинот Ќура. Целата битка се водеше во Струга, зборуваме сега, пак идеме на локално, целата битка се водеше господинот Ќура да го победи градоначалничкиот пост со првиот изборен циклус, што не успеа. Сега во вториот изборен циклус, мислам дека работите ќе се променат многу повеќе од тоа што беше во првиот циклус. Господине Кордалов, 8 независни кандидати влегува во вториот круг од изборите. Што покажува тоа? Политички партии кои водат кампања се извинувам, ми кажуваат од режија дека господинот Кордалов се исклучил, повторно ќе го побараме, тогаш одиме, продолжуваме во ова насока на прегрупирањата. Поточно, прашањето ми е дека премиерот Христијан Мицкоски, поточно лидерот на ВМРО ДПМН и господинот Касаме за затворени врати постигна, рекоа дека се помириле после изјавата која стигна од Касами. Дали тоа значи дека и пазарот е направен? Останување во владина коалиција во замена за немање турбуленции, особено за Кичево, односно абстиненција на гласовите на Вреди или ставање на контото на ВМРО ДПМН во Кичево. Дали можен исход од тоа е токму пазарот, останување во владина коалиција, колку поточно на Беса и се расклати столчето по оваа изјава во останување на Илинденска? Не верувам дека и се расклати толку столчето од аспект на тоа што во интерес и на ВМРО и на Влене оваа коалиција да обстои понатаму во суштина, затоа што двете влечат придобивки од истата. Влен не има друга опција, мислам дека мора да остане на власт за да го искористи предстојниот период да се консолидира како политички субјект, бидејќи се уште е фрагментирана структура која што ако не се консолидира, порано или покасно ќе се распадне, известно е тоа. Така што наредните години во влада би можеле, можеби, да, иако се тешко помирливи разлики таму, да изнедрат некаков нов, мислам, постабилен политички субјект. Оние главни, да речам, символички битки околу пред се во Чаир ги доби Влен. Од аспект на советнички места дуи освои
повеќе, 20.000 мислам повеќе гласови, и тоа може да биде легитимитет некаков да бара дуи предвремени избори, но искрено би рекол дека доста ни од предвремени избори како држава, на вистина. Мислам, имаме реформска агенда, реформи и структури, процеси кои што се отпочнати, кои што не можеме само трни застани да им правиме, додека државата каска во место, особено во контекст на застојани европски интеграции. Тоа е прво. Второ, ние кога даваме мандат на избори, даваме за 4 години. Како граѓани, така е замислен процесот на демократија. Значи, вие во тие 4 години имате право да грешите, да бидете подобри, да бидете полоши, меѓутоа даден ви мандат од 4 години да се обидувате да направите нешто. А не можеме, како што правеше и ВМРО и СДСМ и сите предходно, и сега дуи, вториот ден после изборите, предвремени избори да бараме повторно. Нема тука никаква логика и сме само во еден маѓепсен круг на постојана потрага по моќ и нови избори, кои што немаат смисла според мене. Да, има логика, но има логика за политичките партии кои сакаат само да си ги преку локалните, знаеме дека е лакмусот за како стојат, и секогаш после локалните избори сите бараат предвремени чисто за да си ги потврдат или позиционираат или променат позициите во кои се наоѓаат, и мислам дека не се водат токму од, како што рековте, од реформската агенда и каде сме на патот на европската. Не велам дека викам како треба, а како е друга работа. Така треба, значи, но како е само во тој дел, ВМРО при нови избори може да има многу по-неповолна позиција за формирање влада. Може би они ќе остварат повеќе пратеници, меѓутоа на другата страна равенките ќе се измешаат. Така што мислам дека овој е доста доминантна позиција. Особено равенката меѓу левица и СДСМ, но и во албанскиот политички блок. Кога сме кај албанскиот политички блок, веќе почна лицитирањето, која коалиција ќе ја напушти, каде ќе може да се приклучи. Може ли тоа да доведе промени во владината коалиција? Веќе имаше некакви навестувања, па негирање од една страна, да не споменува имиња. Може ли некакви промени посуштински да донесе тоа? Ако можам малку да се навратам на тоа, јас сум поборник. Во минатото секогаш сум барал да немаме предвремени избори, толку чесно, баш поради сите тие причини. Меѓутоа, ние можеме да го игнорираме колку сакаме оспорувањето на легитимитетот кој го подигнува нај во јавноста, и ја мислам дека тоа треба секако да се реши. Мора да се реши, поради тоа што во долгорочно на нашата држава ќе му нашти. Ќе му нашти на нашето општество, ќе му наштети на меѓуетничките односи, ќе му наштети во политичкиот систем на нашата држава. Ако ние го оставаме неадресирано прашањето на легитимитетот кој го дават двете поголеми етнички заедници, ние креираме плочва за многу порадикални идеи. И ја цело време се обидувам ова да го подигнувам како загриженост во јавноста. Ние имаме политички систем каде што ние правиме делба на моќ помеѓу двете поголеми заедници. Значи имаме power sharing. Немаме друг систем на територијални решенија за прашањата кои се однесуваат која ќе биде политичката, како ќе се уредува политичкиот систем во нашата држава. Ако ова го оставаме неадресирано, тоа нема да биде дуи сигурно. Нема да бидат ни овие традиционални политички партии кои се моментално во политичката сцена. Но јас ви гарантирам дека тоа ќе остава опција за да се појавуваат политички партии кои ќе имат многу порадикални барања во однос на легитимитетот на представување на албанците. И за мене, како албанец, како граѓани на оваа држава, кој што се обидува да ги зближува сите заедници во оваа држава, да функционираме како едно општество кое има за цел европска интеграција, европски вредности, почитување на правна држава и така натаму, е многу важно да креираме модалитет каде што легитимноста на политичкото представување ќе биде почитувано од двете страни.
Значи и од македонците или од албанците. И од другите помали заедници секако, пошто секогаш забораваме да мислиме на помалите етнички заедници во кавгата за доминација помеѓу албанците и македонците. Што се однесува на другото прашање, на политичкото реформирање во владината коалиција, мене ми е жал што толку многу ја спуштивме етиката во десфување на политичките представници, каде што имаме влегување и излегување од влада без никаков принцип, без никаква сериозно однесување кон тежината што го носат оние со партиципација во влада или во опозиција. И тоа секако дека и премиерот, но и политичките партии сакат да го нормализира. Тоа не е нормално. Вие во една влада сте поради едни принципи и излегувате откако тие принципи ќе се нарушуваат. Тука стана некако вид на пазар. Влезе еден, излезе друг, што во суштина уште повеќе го намалува довербата на граѓаните кон политичките актери и политичките партии. За сега, во овој момент, сите политички партии, сите политички актери, поради овие рокади, се сите исти. И за кого и да зборуваш, за било кој лидер, сите зборуваат со обичен граѓанин кој ќе зборуваш, ти викаат дека нивната цел е само да влезат на власт. Да дојдат до власт. И тоа е жално, поради тоа што тоа е обесхрабрување на граѓаните да бидат активен дел на политичките и демократските процеси. Го имаме господинот Кордалов повторно на линија. Такви се врските со Брисел, ни се исклучуваат како што ни се исклучуваат и редовно со Брисел, да. Господине Кордалов, не фативте малку дел од дебатата, но сепак имам едно конкретно прашање за вас. Зборувавме за можните комбинаторики во политичките блокови, но вас поконкретно ви бе прашала, 8 независни кандидати влегоа во вториот круг од изборите. Што покажува тоа? Политичките партии кои водат кампања само за сопственото членство или созревање на гласачите кои бараат опции надвор од тоа што го нуди партискиот спектар во земјата? Како вие го толкувате тоа, 8 независни кандидати во втор круг од изборите? Го толкувам како навистина нешто нормално во демократијата и дали ќе бидат 8 или 18 или ниту еден, тоа зависи од политичката понуда. Би се надоврзал на господинот Селими тука, јас се слагам дека, односно сакам да потенцирам дека целта на партиите треба да биде да останат или да дојдат на власт. Тоа е социолошка дефиниција. Проблемот кај нас е тоа, тој што го вели, е што граѓаните прецепираат дека тоа е единствената цел на партиите. Без никаква или без целосна визија и желба да сработат за граѓаните нешто или не. Тоа е главниот проблем. И тие поракви се оние за кои што зборуваме. 8 независни кандидати можеме да го гледаме и како малку и како многу. Да, тоа е помак, тоа е разлика, меѓутоа ако се завртиме во нашето соседство, особено нагоре на кај Европска унија, почнувајќи не знам од Хрватска, што се случува на локалните избори во Загреб, ако се свртиме кон Грција, Бугарија и така, значи ќе видиме дека работите се менуваат, за тоа зборував преска. И се менуваат заради тоа што времето се менува, а големите политички партии одбиваат да се прилагодат на новото време. Че не може, знаете како има македонските партии генерално и балканските партии, ако ги земеме долгорочни, долговечни лидери и така натаму, имаат едно размислување дека граѓаните ги имаат во джеб. И што е најстрашно, многу често го прават тоа така од клиентелизам, од корупција, од злоупотреба на сиромашната улога на многу луѓе кои што имаат и од злоупотреба на изолираноста на државата од Европа и светот, што повторно истите политичари ја прават. Без исклучок. Да, некои прават повеќе, некои се трудат повеќе, меѓутоа на крајот резултатот е или сте внеле државата во сојуз или не сте внеле. Така што не мислам дека треба да се толкува како нешто различно или не, да, како порака за големите партии, кое што барем за мене е очекувано. Мислам, за мене е апсолвирано прашањето дека граѓаните испраќаат порака.
И не сум идеалист, не живеам ниту во илузии, се разбира дека ќе победат партиите што се уште актуелни. Факт е тоа. Меѓутоа, денот по утрото се познава. И јас не посакувам да се случуваат работите негативно, јас посакувам да се случуваат во една борба, надпревар на партиите, за да покажат кој повеќе може да освои со квалитетна програма, со квалитетни луѓе, со резултати, меѓутоа резултати кои што се направени со граѓаните, со една понизност кон граѓаните, испраќање порака дека тие градоначалници и градоначалнички не се тука да се изживуваат на состојниот народ и да покажуваат колку се моќни во 4 години. Па 4 години да плачат како немаат власт другите, ја зграбиле власта, па сега тие не знаат како да работат. Ама тоа не е ни политика, ни комуникација. Тоа не е дури ни балкански. Верувајте, тоа е Балканот напредува. Балкан е и Хрватска, Балкан е и Словенија, Балкан е и да не редам кој земја. Че мора да разбереме дека останавме последни по избор на политичарите. И тоа мора да се промени. Граѓаните конечно испраќаат уште посилна порака, но ова не е последно. И не е преку независните кандидати, преку многу фактори. Зборувавме минатата емисија, само што ова ќе потенцирам сега во овој одговор. Резултатот на секоја партија на овие избори се мери од пред 4 години. Значи, што секоја партија сработила од 4 години назад, од 2021 до денес, тие резултати денеска ги жнее. А тоа значи од денеска до следните 4 години ќе се ги жнеат резултатите што ги прават од овој момент натаму. Споменавте дека се менува барем кај граѓаните перцепцијата, но не се менуваат политичките партии. Дали сметате дека ќе се сменат пак наспроти начинот на комуникација на партиите со граѓаните визави старата традиционална кампања на ретуширани билборди, старомодни политички пораки на телевизиите, наспроти новата форма, поточно инвентивните начини на водење кампања. Тука би се надоврзала што во вториот круг за градот Скопје влезе кандидат на партија на левица кој нема политичка платена програма, туку се водеше преку социјалните мрежи. Дали може да се смени и во тој контекст нешто, поточно да се напушти стариот начин на водење кампања визави новите начини, инвентивните? Не сум оптимист дека може да се променат начините на кампања, се додека имате вие стабилни извори на финансирање. Тоа е класична дебата како во економијата. Ако некоја компанија знае дека нема зошто да работи повеќе, зашто нема да зависи тоа ни на плата ни на ништо, таа нема да пренесува повеќе. Тоа е истото и тука. Партиите се толку лежерни да што се вели народски јал не јал, значи секако ги добиваат тие пари. Тие не може да бидат инвентивни. Но внимавајте, инвентивност не значи да не бидете на телевизија. Напротив, многу е инвентивно да сте на телевизија. Многу е инвентивно да имате платена политичка програма на највлијателниот медиум во Македонија. Тоа е телевизијата. Меѓутоа, кои пораки ги праќате? Ние имаме проблем со испраќањето на пораките на партиите. Секи гледав рекламите ги гледам секој ден, ама сега додека чекавме да се вклучиме. Значи јас не знам, најсилно ви кажам, не знам каде се наоѓам. А тоа се некои пораки кои што слободно звратите 10-30 години назад, по секој зборче, по секоја реченица, ќе го најдете во некои претходни изборни циклуси. Тоа се пораките. И сега, јас разбирам дека некој ќе каже, ама нема што ново да кажеме. Ама тоа што граѓаните нема што ново да ви кажат. Значи, тие ќе останат на страна и ќе бидат незадоволни, ќе наоѓаат дали начин за неважнички личини и така натаму и така натаму. Друга работа, го фатив тој дел од моабетот, разговорот за етничките коалиции и етничките гласања и така натаму. Ништо спорно. Меѓутоа, јас не можам навистина не можам да разберам како е возможно во 21 век, 2025 година, да сметаме и да пуштаме пораки дека според етимологијата, според потеклото на името, ние ќе го одредиме нашиот глас за кој кандидат ќе гласаме. А не според програмата, не според визијата, не според минатиот труд или како го цениме кандидатот, кандидатката. Знаете, тоа е сериозен пораз. Замислете дека одиме ние на работа или ние имаме компанија кај што викаме луѓе да ни се вработат на место одговорни за продажба. Ќе ги ангажираме затоа што се презиваат и викаат некако, или ќе ги ангажираме тие кои што ќе ни донесат рекордна или многу поголема продажба од таа што имаме и пласмат. Крајно време е да се разбере дека во политиката, како и во се друго, мора да се грижиме за интересот. Се ако кај фирмите интересот е профитот на компанијата, овде кај интересот е добробитта и животот на луѓето.
Значи, овие партии сега што во недела се кандидираат на избори, сакаат добијат власт, тоа ја добиваат за да менаџираат пари на граѓаните и компаниите и за нив, односно за сите нас, да се работат нешто кој што ќе биде подобро, точка. А тие 30 години доаѓаат и кога ќе згусне, го обвинуваат противникот. Или, да го илустрираме уште еднаш, 4 години сте во опозиција, кој да е викате катастрофа е воздухот. Овој е градоначалничка ништо ја направи за загадениот воздух. Доаѓате на власт и после 2 години ве прашуваат што направи, тешко било ова се среди. И опозицијата почна да ја вергала истата приказна сега за вас, неспособен градоначалник, не го чисти воздухот, бла-бла. И сега, знаете како мало дете да прашате, после 30 години вакво вртење у круг, ќе ви каже, слушај, очигледно треба да се обедините сите, да ги викнете стручните луѓе да работите да се исчисти воздухот, а не да кажувате кој е крив, па сите сте на власт, сите сте криви. Така што имаме можност после овие избори да се промениме и да фатиме здраворазумски мислам правец. Сега не можат граѓаните сами да го фатат правецот, колку и да се свесни. Значи им треба организирана структура. Таа организирана структура се политичките партии и институции. Ако си ја сватат висината на задачата целосно и се подвргнат на тоа и водат со одговорност, ќе остане се да функционира и да се развива понатам. Ако продолжат да игнорираат и се однесуваат ноншалантно додека горат депонии, додека умираат луѓе поради некаква негрижа и корупција, додека се случуваат трагедии, нема да трае тоа долго. Не заради тоа што Бојан кажал така или Сефер или Марко или Тамара се разбира, туку заради тоа што граѓаните се екзистенционално засегнати. Значи за животите и за здравието се работи, нема каде. Тука мора да направиме паузата за вториот блок реклами и продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со дебатата. При самиот крај сме од емисијата. Со мене во студиото се господинот Марко Трошановски, директор на Институтот за демократија, господинот Сефер Селими, политички аналитичар и основач на Демократска лабораторија, а онлайн го имаме од Брисел господинот Бојан Кордалов, виш експерт по стратешки комуникации, директор на Европскиот центар за извонредност. Господинот Трошановски, сега ќе се префрлиме на една друга тема, тоа е реформите или проветрувањата кои ги најавија дел од политичките партии. Тука беше СДСМ, поточно лидерот на СДСМ Венко Филипче најави проветрување на СДСМ, но не и на челната позиција. Прашањето е дали со менување на неколку имиња во телата, раководните тела на партијата може да се консолидира партијата и да го трендот на долната траекторија по кој оди да се запре. Прашањето е дали без менување на челна позиција може да се настанат и суштински промени во една партија. Би рекол дека може. Би рекол дека доколку Филипче имаше повеќе години можност да ја реформира партијата и доживеа ваков исход сега, ќе беше многу пооправдана кампањата за тој да се поднесе оставка. Реално е многу кратко на позицијата како лидер на партијата и мислам дека треба да се обиде преку кадровски промени пред се внатре да ја извади партијата од надолната траекторија по која што се движи. Секако дека има многу начини добри како тоа да се направи. Пред се преку ветинг на кандидатите, селекција подемократска на оние кои што ги нуди партијата како своји избори на граѓаните кои што нема да бидат лојални нему само или како што претходно биле или како што е кај сите останати партии речиси, туку кои што се бираат од членството по хоризонтално, подемократски и слично. Мислам дека има начини како да се врати СДСМ, но пред се мислам дека идеолошката дезориентација која што се случи на партијата изминатиот период мора да биде повторно воспоставена идеолошката рамка во која што социјалдемократска треба да се движи, бидејќи тука најмногу застани, но и секако со кадровски решенија. Добар гест е на господинот Галетановски повлекувањето, бидејќи реално изборниот исход нужно нуди, мислам, побарува таква постапка. Меѓутоа, би оставил време сепак да се обиде сама преку внатрешни сили и потенцијално лидерство на Филипче да излезе од сенката.
во која што е влезена, секако тука тоа подразбира и многу по ангажирана и по-проактивна опозицијска реторика на СДСМ. Изминатиот период сведочевме на една кохабитација небаре помеѓу СДСМ и ВМРО во тој дел со многу блага критика на све што на потфрлањата кои што дел од потфрлањата кои што ги имаше ВМРО за овој краток период. Мислам дека многу по-опозицијски, по-агресивно треба да игра и внатрешно да се консолидира преку зајакнување на внатре-партиска демократија и подобри кадри секако. Господине Селими, може ли се мате партиски промени во ДУИ? Во ДУИ е молк, значи не најавуваат ништо, тие се победници, ги бројат гласовите, иако го загубија Чаер, на пракса да го загубат Тетово, Струга, се прогласуваат за победници и по она што им се случи на минатите избори, на парламентарните и сега на локалните, таму не се чувствува некако ветер на промени, дури и неприфаќање дека принципот на победник со победник е веќе минато, дека политичката партија која победува бира со кого ќе прави коалиција. Можна ли е таму промена, особено на менување на лидерската позиција по минатите избори и по овие избори кои сега ги губат во клучните градови? Ако може прво да се дополнам само и за СДСМ, ја мислам дека во СДСМ фали главната реформа. Таа реформа е СДСМ да се ослободи од господинот Заев. Господинот Филипче се уште се перцепира, но исто така одигрува како повереник на Зоран Заев и како лице кој ја води политиката само на чело на СДСМ, туку одлуките и политичката стратегија го води во позадина господинот Заев. И од тука треба да почнува реформата во СДСМ. Ослободување од господинот Заев и неговата политичка доминација на СДСМ. Што се однесува за ДУИ, ја мислам дека во ДУИ може да се очекуваат секакви реформи, освен начелното место. Господинот Ахмети е неспорен лидер во ДУИ и мислам дека е клучната фигура која го држи таа партија заедно и во опстанок во политичката сцена. Во моментот кога господинот Ахмети нема да го има во ДУИ, тешко дека таа политичка партија во овој формат и во ова формација ќе може да опстои и да делува во политичката сцена. Затоа мислам дека во ДУИ ќе гледаме сериозни кадровски реформи, освен на челното место на лидерот на партијата, господинот Ахмети. Но секако дека пак се враќам во вашето толкување дека ерата на победник со победник е завршено. Тоа е многу погрешна и ризична тема во мој поглед и во моја перспектива, што ќе не заглави уште едно добро 10-15 години без европска перспектива и во меѓусебна пресметка како и безпотребно помеѓу етничките подели. Господине Трошановски, вреди останува коалиција предводена од тројца партиски лидери по локалните избори и премерувањето кој колку гласови добил и каква мок има. Може ли да се очекуваат промени или во насока на создавање на една партија со еден лидер или распад на коалицијата? Што очекувате? Како што реков, ВЛЕН мора да се консолидира како еден политички субјект за да обстои на оваа сцена, според мене. Значи, тоа е прва задача. Кој ќе го поведе, кој ќе го зазема челното место? Тоа е прашање $1 милион. Ама друг патокас нема на својата еволуција во суштина и мислам дека под интересот да се обстои или да се откажеш од одредена суета да не ја водиш партијата, првото е, се разбира, оно што треба да е приоритет. Нели се разговараше за опции со ротирачко председателство, колективен орган и така натаму. Сето тоа е малку подалеку од нашата политичка култура партиска, меѓутоа вреди обиде на тоа. Очекувам во предстојниот период позицијата да зајакне на партијата,
особено ако нема предвремени избори, продолжи да функционира како коалиција која што се консолидира во една партија, делумно поради тоа што и 20 годишното присуство на ДУИ на политичката сцена без никаква идеолошка профилација, значи нема програм политички вредности, во суштина не припаѓани на едно партиско семејство или така натаму, создаде на страна еден стабилен дел на поддржувачи на ДУИ, создаде и голем дел на клиентела, која што учествуваше, имаше корист од тендери, вработувања, различни тргувања со влијание и услуги, кои што природно ќе се наклонат колку подолго е влен во власт, ќе се наклонат и кон нив исто така. Но да не пренебрегнуваме и моќта на картата на жртва, на етничка жртва и виктимизација, која што е емотивно многу попотентно од било кој аргумент кој што би го дале партиите. Значи, и ВМРО дојде на власт со таа реторика и ДУИ сега го засилува својата поддршка со тоа дека албанците се жртви на некаква нова дискриминација и слично. Мислам дека од друга страна Влен постојано ќе биде на удар во оваа коалиција преку таков аргумент што ќе им одлева гласови, така да дали клиентелата на ДУИ што ќе поита кон Влен за своја корист или луѓе кои што се повеќе ќе се гледаат како жртви од оваа коалиција, етнички жртви од оваа коалиција, кој ќе превагне, не можам да знам. Меѓутоа единствено што известно е дека Влен мора да стане партија за да обстои. И сосема сме на крајот и навистина многу кратко, за да можам сите тројца да ве прашам. Тоа го начнавте, го кажавте дека не е во полза на државата да имаме предвремени избори, но сепак ДУИ отворено ги бара. Од ВМРО ДПМН стигнаа срамежливи пораки дека е можно да се случи. Верувам дека вреди после овие избори ќе сака да се устоличи. Левица исто така, СДСМ не знаеме дали ќе барат предвремени избори по овие резултати, но сепак можно ли е, известно ли е да наскоро време да имаме предвремени избори? За господинот Кордалов, ама навистина многу кратко, каква риторика таму може да очекуваме? Иста ваква повторување или нешто ново? Господинот Рашановски, од вас, можно е ли да има предвремени избори наскоро? Рековте дека не очекувате. Од вас ќе почнам, господинот Бојан Кордалов на последен ќе го да ми каже дали ќе го одговорив, ќе бидам краток во интерес на време. Не очекувам дека да има нови избори, барем не на пролет како што се навестува. Заради тоа што можните исходи може да го изненадат ВМРО и да го стават во ситуација многу понеповолна од таа што е сега, додека разликата во албанскиот блок е далеку и изборните резултати се далеку од доволни според мене да се бара некакви предвремени избори, освен ако се оди по логиката на колегата соговорник која што според мене е погубна во смисла на да се држиме во етничките трла и да бараме легитимитет секој во својата етничка заедница, бидејќи тоа носи кон дезинтеграција земјата. Ќе има предвремени избори на пролет или малку подоцна? Ја не сум поборник, но мислам дека се неопходни и потребни. Поради тоа што враќаме во принципите каде што ќе се почитува легитимноста на представување на етничките заедници, за да не оставиме простор за други толкувања и други идеи. Но да не биде изненадување во албанскиот блок тогаш како ќе биде според локалните избори во принцип. Значи треба да се кажам, може да има изненадување, тие што ги барат да бидат изненадени кога ќе се случат. Нека победи вреди, нека биде Не, зборувам дека бидејќи ДУИ ги бара да не бидат изненадени. Господине Кордалов, последното прашање многу кратко од вас. Може ли на тие избори да очекуваме нешто ново во политичката комуникација, нови ветришта или се ќе си остане како до сега? Останам оптимист дека би требало да се променат работите. Потено, за жал, не очекувам да се сменат, а препорачувам после овие избори да си ја земат машината за чистење и секој во својата куќа, во својот двор прво да чисти и веднаш после тоа да почнат да чистат надвор. Заради тоа што толку напластени проблеми, толку корупција и толку случајно се, на граѓаните им е смачено да ги слушаат препукувањата. Значи, потребно е дела, заедништво од партиите и работа во интерес на сите граѓани. Колку луѓе се останати, колку луѓе се волни се да променат и сакаме да живееме во земја која што е напредна, која што навистина ќе биде со квалитет на живот.
Господине Торшановски, селами и господине Корданов, ви благодарам што бивте гости од вечерашната топ тема на само неколку часа, еве помалку од 4 часа до изборниот мол, кога граѓаните ќе ги оставиме сами со себе, без нашите анализи да решат за кого ќе го дадат гласот в недела. Ви благодарам вам, почитувани, на вниманието и останете со програмата на Телба.